За полициската акција во Куманово и терористите кои загинаа од Косово се расправаше во германскиот Бундестаг. Претеничката Севин Дегделен упати остри критики кон косовската влада. Како жртва на политиката, претеничката директно ја посочи Македонија. Целата влада на Косово е составена од припадници на поранишната ОВК. Во сенката на германскиот тенк, оваа обновена терористичка организација ги покрива со терори соседните земји, како што е Македонија. Припадниците на ОВК кои неодамна загинаа во Македонија, на Косово биле погребани како херои на гробиштата на мачениците во присуство на високи функционери. Фокусот на седницата на Бундестагот било Косово и барањето од германската влада и НАТО да одобрат нови 45 милиони евра, на што се спротивставила Дегделен со образложение дека германските војници на Косово се присутни 16 години, а ниедна од целите не била остварена. Според неа, Косово станало регион во Европа од каде одат најмногу борци во исламската држава. Се регрутираат пред очите на НАТО и војската која ја пративме таму. Мислам дека Германија не може да продолжи со поддршка на големо албанскиот национализам. ОВК и терористичките центри кои на Косово, во регионот и на Блискиот Исток шират насилство и терор. Косово стана арсенал во Европа. Таму системот е длабоко корумпиран, а стотици илјади Срби, Роми и други малцинства морале да го напуштат регионот. Говорот на Севин Дегделен неколку пати бил прекинат со аплауз од пратениците на левицата. Партијата Die Linke има 64 пратеници во германскиот Бундестаг од вкупно 631.